Облечени во сини маички со сини балуни и транспаренти со кои порачуваат дека децата со аутизам се исти како и сите други деца. Дневниот центар за деца со посебни потреби од Валандово со поддршка од Основното училиште Јосип Броз Тито ја организираше парадата за одбележување на Светскиот ден на аутизмот 2 април. Децата заедно со своите наставнички, исто така поддржани и од родителите, поминаа низ центарот на градот, застанаа пред општината каде што ги пречека градоначалникот Никол Чечурлиновски, а потоа продолжија кон Центарот за социјални работи. Оттаму на главното шеталиште изведоа музички numeri, а заедно ја отпеа и химната за аутизмот. Оваа година за прв пат во нашиот град се обележува Светскиот ден на лицата со аутизам. Како што веќе напоменав, бидејќи 2 април е викенд, одбележувањето решивме да го направиме денес со цел пораките да допрат до што поголем број на луѓе. Ние, односно Дневниот центар за деца со посебни потреби од Валандово, заедно со Основното училиште Јосип Броз Тито од Валандово, денеска испарадиравме низ улиците на градот, при што сакавме да дадеме поддршка за овие лица и да истакнеме дека сите ние сме различни и треба да се прифаќаме онакви какви што сме. Односно да не дозволуваме различностите да не разделуваат, туку да не спојуваат. Поддршка на оваа акција која првпат се спроведува во Валандово даде и Средното училиште. При тоа на овој марш денеска морам да истакнам дека ни се приклучи и гимназијата, кои што со своји пораки исто така дадоа поддршка на овој настан. Особено важно што морам да кажаме дека оваа организација не би била комплетна доколку немавме помош и поддршка од нашиот градоначалник и еве ќе искористам оваа прилика да му се заблагодарам, а исто така да се заблагодарам и на сите оние кои што помогнаа за организирањето на овој настан и голема благодарност до сите оние кои што одвоија дел од своето време за да присуствуваат на истиот. На 2 април секоја година се одбележува Светскиот ден на аутизмот, кој представува востановено нарушување на невролошкиот развој, кое се карактеризира со намалена способност за социјализација и за комуникација и со ограничено и повторливо однесување, а овие знаци се манифестираат пред 3 годишна возраст. Целта е да се подобри квалитетот на животот на лицата со аутизам, да се згрижат тие деца, да им се даде рана диагностика, ран третман и право на едукација и здравствена заштита.